ќе најавиме два интернационални детски фестивали кои што медиумски ќе ги поддржи јавниот сервис. Ќе кажам добро утро за Маријан Катаровски, директор на Интернационалниот детски фестивал Звездички и на надпреварот интернационален во пеење песните на Тоше Проески. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов. Ке почнеме со Звездички, ке се вратиме потоа и на песните на Тоше Проески, нешто што како најава го гледавме и на социјалните медиуми изминатиот период и позитивно изненади многумина. Но ајде прво за Звездички. Станува збор за фестивал кој што во континуитет се одржува 24 години. Годинава ќе биде 24-тото издание. Интересно е што 23 години се одржува во Прилеп, годинава ќе биде во Скопје. Ајде малку околу формулата, во континуитет се одржува без прекини, предпоставам фестивалот, околу тоа, која е формулата за успех на еден детски фестивал да 24 години да обстојува? Па, прво да кажам дека Звездички е единствен интернационален детски музички фестивал во земјава, во истинска смисла на зборот, бидејќи е член на Светска асоциација на фестивали, која што го дава статусот меѓународен. Во текот на овие 23 години продефилираа учесници од Аргентина до Кина. Цел свет не успеале да го донесеме во Македонија, во Прилеп. И тоа бара една голема посветеност, љубов, бидејќи кога се работи со деца, некогаш е најтешко, меѓутоа е може би и најлесно во исто време. Бидејќи децата секогаш носат радост. И кога ќе ги видиме насмеани детските лица, кога ќе видиме радосни детски срца, тогаш сваќаме дека мисијата е успеана. Трудот се исплати. Да. И она што е интересно, кога доаѓаат деца од целиот свет, сите разговараат на различен јазик. И кога тие ќе се сплотат заедно, кога ќе видите како се дружат, сваќате дека тие имат еден заеднички јазик на кој што сите се разбираат, а тоа е музиката. Така. Годинава 24-то издание. Кажавме ќе има нов град, ќе биде во Скопје. Зошто се одлучите за таков чекор и кои се деталите околу овогодинешното издание? Кога ќе се одржи, од каде ни доаѓаат гости? Се зголеми бројот на учесници, со присоединувањето на надпреварот песните на Тоше Проески и Прилеп веќе нема капацитет да го издржи тоа и моравме да донесеме одлука да се донеси фестивалот во Скопје. Би сакал да се заблагодарам на прилепчани за тоа што 23 години заедно дружевме. Сите баби и дедовци ја знаат химната на Звездички, и сега дојде време и скопјани полека да почнат да ја учат. Време, после 23 години. Ќе видиме колку време ќе ни треба да ги научиме, Скопје е голем град. Така. Кога ќе се одржи годинава фестивалот, кој е датумот? Фестивалот се одржува на 11 и 12 октомври во Националната опера и балет. На 11 почетокот е во 19 часот, а на 12 во 17 часот. Сега, интересно е што во истиот ден, кога е вториот ден од детскиот фестивал, ќе се одржи и надпреварот така за песните на Тоше. Како е тоа концепирано? На 11 ќе биде надпреварот, на кој што ќе се надпреваруваат повеќе од 30 учесници од различни земји од целиот свет. Така. Во жири ќе биде бендот на Тоше, кој што најдобро го познаваше, најмногу настапуваше со него и најмногу го познава стилот на неговото пеење и неговите песни. И тие треба да ги одберат 18 најдобри учесници кои што ќе настапат на гала концертот кој што ќе се одржи на 12 октомври со почеток во 19 часот. Значи се тоа ќе се случува во овие два фестивалски дена. Токму така, ќе имаме два наситени денови на кои што сите љубители на музиката ќе можат да се насладуваат во изведбата на многу интересни учесници од странство и од нашата земја. Значи тоа не е сега престојниот викенд, празничен викенд. Каков е интересот досега на публиката тука? Интересот е добар на публиката, скопјани одлично реагираат. Останува да посакаме убави фестивалски денови, па кога ќе заврши се, да ни дојдете тука да ги споделиме и импресиите. Со задоволство.
и ве покануваме да дојдете и да ги гледате во живо. Благодарам уште еднаш, секако од јавниот сервис имате медиумската поддршка. Ќе го ставиме уште 2 минути до крајот на емисијата, заедно да ја одјавим истата и колешката да ми помогне околу картите. За крај да подсетиме какво време не очекува денеска и... Не го очекувавме овој дожд кој го имаме, не го очекувавме. Кажувавме дека ќе имаме високи температури, можеби затоа некако настрана ја ставивме информацијата дека ќе имаме дожд, а од УХМР секако некако не подготвуваа. 26 целзиусови степени на максималните дневни денеска во државата, најтопло се разбира најјужно во Гевгелија. Ќе имаме слично време во текот на утрешниот ден, но за викендот, тоа е најважната информација, односно продолжениот викенд, почнувајќи од петок, ќе имаме температури до 29 целзиусов степен. Раздвижено е во строгиот центар на градот, еве мапата во живо вели дека имаме некое поместување во однос на гужвите, но се уште е раздвижено. Дождот си го прави своето. И булевар Гоце Делчев, веќе почисто е на булеварот Крсте Петков Мисирков. Чисто е, почисто, имаме гужва се уште, но се намалува и на булеварот Трета Македонска бригада, на улицата 11 октомври. Така да наоружајте се со нерви утрово низ Скопје, дождот. Кога имаме дожд, ние не ни треба да даваме сообраќајни информации каде има гужва, треба да бираме каде нема. Да. Како стигнавте до МТВ? Имаше метеж додека доаѓавте? Голема гужва беше. Голема, нели? Токму затоа 10 до 15 минути веќе не вршат работа, половинен час доколку треба да стигнете до било која дестинација, бидејќи навистина немаме метеж низ главниот град. Со овие информации ние го завршуваме денешното издание на Македонија наутро. Веруваме дека оваа среда, овие 3 часа, барем дел од нив успеавме да го задржиме вашето внимание, додека имавте слободни активности утрово и додека го пиевте утринското кафе. Останувате на јавниот сервис, во 10 часот се и најновите вести. И се гледаме повторно утре, нашиот термин е 6 часот и 45 минути. Сите информации ги добивате од Бранко. Довидување. Пријатно.